Да, Стојне, како што кажа, вечерва во Центарот за култура Антон Панов, Струмичкиот театар има нова премиера на представата Идиот од Достоевски. Оваа представа за прв пат се игра на македонски јазик, како што рече режисерот Горан Дренчевски. Зошто токму ова избор и што сметате вие? Зошто толку долго била заобиколувана токму оваа драма? Вака, Достоевски како еден од најголемите автори на светската книжевност и секако Идиот како една од најинспиративните драмски структури кои што воопшто се напишани претходно како роман, а еве и во овој облик како драматизација, мислам дека нудат бескрај актерско-режисерски и истражувачки дискурси кои што значат приближување до современиот гледач и отворање на некои екзистенцијални, односно клучни прашања и дилеми кои што го мачат современиот, односно модерниот човек како индивидуа пред се. Значи, ова е на прво место драма за кризата на духовниот идентитет и сметам дека идиотизмот, ставен во некакви наводници, представува проблем и феномен на денешнината и како глобален светски процес или проблем кој што го нагризува моралното ткиво на човечката индивидуа, дава на површина некои човечки морални вредности, односно спротивставености, и овде во таа пиеса јас направив контрапункт помеѓу двата главни лика. Тука се Мишкин и Рогожин, наспроти Настасија Филиповна, женскиот лик кој што е на некој начин оска, околу кое што се прекршува целото действие и таа причинител на раздорот кој што на некој начин плива во целиот тој театарски флуид. Сметам дека имав безпрекорно посветена актерска екипа и во визуелна смисла таа представа е подкрепена со извонредни решенија од костимографска, сценографска и музичка гледна точка, заедно со дизајнот на светлото. Сметам дека направивме компактна пиеса, драма која што на вистина треба да ја види секој граѓанин на Македонија и на светот, затоа што таа предочува универзални светски проблеми кои што излегуваат од тој локален контекст и мислам дека имаме бравурозни актерско-режисерски решенија кои што се на некој начин новитет во овој ансамбл. Ние веќе актерите ги имаме на плакатот позади нас, меѓутоа публиката на Канал Ви се поширока, целиот регион не гледа, еве кои се членовите на ова актерско остварување кои го носи на сцената и се разбира дали беше тешко, колку време беше потребно да се прилагоди ова пиеса на театарските даски во Струмица, со оглед дека Достоевски е еден многу слоевит автор кој што совршено ја познава човековата психа. Да, Достоевски како мощен, сложен, комплексен писател кој што нуди раслојување и на ликовите, она карактерно-психолошка смисла и нијансирање, бара безпрекорно искрен професионален однос кон работата, има безпрекорни актери овде, значи протагонисти односно толкувачи на тие главни протагонистички улоги се Игор Тодоров, Колјо Черкезов и Јулија Милкова. Значи еден триаголник кој што на некој начин отвора можеби можност за постигнување на некои нови стандарди во смисла на правење актерски креации кои што немаат ограничување и во она репертуарна и во она глобална театарска смисла или насока, и затоа сметам дека отворивме некои нови слоеви, нови суштински субстанции кои што зрачат и во репертуарот на македонскиот театар и воопшто во контекстот на европските театарски случувања. Сосема накратко, вечерва е премиерата. Уште колку ќе биде на календарот оваа представа, кога следен пат ќе можат публиката да присуствува и да ја гледа? Па вака, веднаш по премиерната изведба имаме една репризна изведба и се надам дека
по новогодишните празници повторно ќе биде на репертоарот и верувам дека интересот ќе биде исто така голем како што е и овие денови. Имавме една предпремиера, значи таа комуникација со публиката веќе е постигната на едно завидно ниво и сметам дека имаме еден компактен театарски продукт. Ви благодарам многу и ви посакувам успешна премиера. Ви благодарам, Иван. Стојнето беше разговорот со режисерот на представата Идиотот Достоевски, господинот Горан Тренчевски. Како што веќе рековме, значи вечерва имаме премиера на оваа представа, а утре е веќе репризнато одигрување на представата во Струмичкиот театар. Тоа е се за сега. Дали има прашање?